Колеги, почитуван министер, многу дисонантни тонови во дискусијата слушам од пред неколку часа во врска со овој амандман. И ако некој граѓанин во моментот не слуша, особено некој земјоделец не слуша, верувајте ми дека нема да знае што пратениците во моментот расправаат и што треба да донесат. Затоа, во интерес на тие граѓани и во интерес на земјоделците, ќе кажам дека ние како пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ поднесовме амандман за интервентен фонд за поддршка на земјоделците. Тој амандман во таков облик и во таква форма, како што беше предложен од наша страна, беше одбиен од министерот за финансии. Во текот на дискусијата, колега од парламентарното мнозинство предложи нешто што беше во ред со нашите заложби по однос на помош на земјоделците и земјоделието, и нормално председавачот даде пауза за да се усогласиме по однос на начинот на обликот и формата како амандманот да го ние тука формулираме. Направивме формулација на амандманот, но за жал немавме заеднички јазик со парламентарното мнозинство, а се уште се надевам дека истото можеме да го направиме, затоа што да потсетам и би сакала министерот за финансии да ме слушне, бидејќи ние овде носиме закони и ние овде го носиме буџетот, а не владата. Ние, да ве потсетам, ако сте заборавиле, не лично вие, говорам за салонската влада и за премиерот во заминување, ние сме парламентарна демократија. Ако пратениците вас ви испорачаат нешто, вие мора да го направите. Ние гласаме амандман, вие истиот го ефектуирате. И тоа е, тука нема ни помалку, ни повеќе. Парламентарна демократија така функционира. А ако не сме парламентарна демократија, тогаш ќе треба да чекаме што ќе каже министерот, што ќе каже овој премиерот во заминување. Сега зошто се јавив, највеќе зошто се јавив за збор, затоа што во дисонантните тонови кои што ги слушаме овие неколку часа, никој, ама баш никој не кажа дека овој амандман го поднесуваме можеби пети пат. Можеби пети пат. Сега, прашањето мое, легитимно, ако некој сакал да донесе и закон, и да го смени, како рековте, законот за земјоделство и рурален развој, и да ја смени ставката. Пред неколку месеца само помина ребалансот, истиот амандман го имавме, беше одбиен. Но еве ако толку, нели, ако толку многу гледате на тоа што ветил Луј во заминување, истиот тој Луј во заминување ова го вети. Во моето место, земјоделски крај, над 10.000 хектари обработлива површина, се повторуваме дури и во говорите. Исто тоа го зборуваме неколку пати веќе. Години се во прашање. Ребаланси и овој буџет. И овој амандман постојано се одбива. Што Луј велеше во моето место, во Овчеполието, која што, да потсетам, дека е една од поголемите житници во Република Македонија. И има многу голем број на земјоделци, кои што ги чекаат овие финансиски средства. Значи, овој премиер во заминување тогаш велеше дека за било каков проблем, не само за производна цена, туку и за било каква природна непогода, како што
пред неколку години се случи суша. Како што пред неколку години се случи град. Фабрики на отворено. Дека тука е владата која што веднаш ќе интервенира. Па се случија неколку протести, се зборувам за мојот крај. Се случија неколку протести, ништо од тоа. И се ви велите, ги споредувате финансиските средства што ги давате за субвенции, сосема погрешно. Тоа е сосема нешто друго. Интервентниот фонд, и сами знаете, значи регулација на производната цена и пазарната цена. И во самата Република Македонија, еве во делот на житните култури, овој министерот треба да го знае, за да на крајот кога ќе ги прават пресметките, дали за буџети, дали за ребаланси, во самите региони е различно приносот. Например, во Пелагонија имаат над 5 тони принос. Во Овчеполието кај нас имаат од тон и пол до тон и 800. А трошоците, министре, си исти. И сега можете да замислите што ќе им значат овие финансиски средства на сите земјоделци. Ако го одбивте амандманот за акцизите и за намалување на цената на нафтата, тогаш овој амандман кој што живот значи, кој ќе речам живот значи, тоа значи храна значи за државата и помош на најсуштествената категорија во Република Македонија, а тоа се земјоделците, тогаш во Министерството за финансии треба и текако, кога ќе ги кроите ваквите стратегии и политики, да обрнете внимание на интервентниот фонд кој што не ние, значи ќе повторам, ово што се уште ве води во владата, тој го ветуваше. Ово што се уште ве води, еве, послушајте неколку видео снимки од него, тој ветуваше. Овој што треба да замине, не знаеме дали ќе замине или нема да замине. Дуј го моли, еве, вие го молите. Не знаеме. Трагикомедија, Касандра, серија. Премногу е сериозна работа. Само во мојот крај можеби има над 1200 регистрирани земјоделци. Луѓе кои што работат од ова, сериозно, се ги издржуваат семејствата. И сега екзистираат, да. И сега ова е многу несериозен начин во моментот, сега јас, видите, има тука пратеници кои што се искусни во слаломирање. За да ве убедат, ама не само вас, туку и јавноста и земјоделецот кој што во моментот гледа, како да го ислаломираме сега овој момент, кога дојде да се гласа амандманот, кога еве некако најдовме заеднички јазик, ај да речеме, да кажеме дека ќе донесеме, не знам, ваков закон, па 5 години имавте време за закони, за програми, за ребаланси, за измени, за не знам колку. Јас имиња не споменувам, можете слободно да се јавите на реплика и ќе се разјасниме. Јас сега само раскажувам како дојдовме до оваа ситуација. Значи, ќе повторам уште еднаш. Луј. Ова го вети, Луј. Ова го кажа, Луј 5 години ги лаже земјоделците дека ќе има интервентен фонд. Кога се случуваат протести ширум Република Македонија од страна на земјоделците, праќаат некого таму, за да ги смират земјоделците, ќе ви пуштиме волку и волку пари, нема потреба, еве го. Еве го и се вели интервентен фонд. Дали ќе има, како што кажа град, суша или не знам што, интервентниот фонд е тој кој што и на нас како представници на граѓаните, ние многу често забораваме дека сме представници на тие за кои што во моментот разговараме,
а не на партиите, и ние тука, не киднапирани, по слободна волја, можеме да го изгласаме амандманот на начин на кој што го предлагаме, без разлика на сумата. Видете, почитувани мои колеги од мнозинството. Нека, уствари па и немаат мнозинство, да, благодарам колешкјан. Видите, нека престанат да крадат. Немам друг начин на кој што да кажам. Немам друг начин. Нека престанат да крадат. Од тие биткоините што ги копале, нека ги дадат парите, ќе се најдат. И икс други криминали, торбата од луј да ја земат, еве, тука се парите. Тука се ќе се најдат. Ама знаете само што треба да имаме? Волја. Само волја. За ова, за кое што, како на крајот од дискусијата, како јаготка на шлагот, нели, произлезе видоизменет амандман. Чиста ситуација. Нема почиста ситуација. А после тоа може да правиме муабет, ако овој во заминување замине, не замине и така натаму, па прави влада, не прави влада. Па после тоа може да правиме муабет за нови програми, за закони за кои што секако дека ќе дадеме поддршка. Ама не сме ги виделе до сега. Така да, видите, не сите можат да поверуваат во слаломските реченици кои што се истакнуваат од оваа говорница 5-та година поред. Значи, да завршам, еве, иако можам уште многу да зборувам, ако имаме искрена волја, овој амандман кој што е суштински за една категорија на граѓани кои што произведува храна за државата, за сите нас, тогаш, почитувани мои колеги, јас не го гледам проблемот. И воопшто не ми се вперени очите во Министерството за финансии, напротив, очите на Министерството за финансии треба да бидат вперени во пратениците. Затоа што пратениците се директни представници на граѓаните и на земјоделците, и да каже, ако пратениците го овој амандман изгласаат, а сите нели велиме дека сакаме да го изгласаме, тогаш ниту една дворска друга понатамошна игра во кулуарите, во собранието, па и во владата не смее да се случи, и овој амандман треба да биде на начин како што ќе биде донесен тука во Комисијата за финансирање и буџет, така изгласан и во влада и во понатамошниот тек на буџетот согласно деловникот како што е пропишано. Јас мислам дека немаше дури ни потреба ова да го објаснувам, но секогаш е добро не заради нас тука, туку заради граѓаните кои што не гледаат и кои што сега си велат што пратениците, таа едните, таа другите, бидејќи навистина се уморни, што на крајот на денот ќе изгласаат. Дали ќе има пари за земјоделците или ќе нема. Не им е важно нив од која ставка се парите. Нив им е важно ветувањето на оној што ве води и упорно не сакате да го дадете, ветувањето кој што тој го дал, а ние еве како пратеници еве поддржуваме и 5 години едно по сега ќе завршам мислата. 5 години едно по друго и за ребаланс и за буџет го поднесуваме истиот амандман да биде усвоен. Нема друго. Нема повеќе што да зборуваме. Нема. Ако продолжиме да зборуваме во насока на тоа, па да видиме најголем буџет во историја на Република Македонија, ставка да бараме сега за земјоделците, појавете им се на избори. Појавете им се, кажете дека мислите на нив. Ништо. Тука треба да биде крајот, гласањето
и тука да завршим. Благодарам.